2 дена по нападите на Иран врз Пакистан, Пакистан возврати врз цели во Иран. Една од главните вести кога се работи за светските случувања. Андоновиќ, што се случува во светот? Практично значи продолжување на блискоисточниот конфликт кој прераснува полека во ескалација и тоа се прелева на не било кого, туку на една нуклеарна сила. Една од 6 нуклеарни сили се разбира е Пакистан, па сега ако земеме во предвид дека Израел е нуклеарна сила и Пакистан е нуклеарна сила, а Иран се сомневаат дека е нуклеарна сила, се поставува прашањето дали можеби светот е на раб на некаков нуклеарен конфликт. Ние сите мислиме дека нуклеарниот конфликт може да дојде помеѓу Русија и Кина, Русија и Соединетите Американски држави, Русија и Западот, Кина и Русија, но еве очигледно ова е поголем опасност, имено како што и самата кажа, Пакистан возврати на ракетирањето на одредени позиции сега на иранска територија, каде што смета дека таму има па некакви шиитски милиции кои се обидуваат да го доцепат еден дел од пограничната на област меѓу Иран и Пакистан. Само да им кажеме на гледачите, Иран и Пакистан се граничат, имаат заедничка граница и не се во никакви дипломатски односи, би рекол, или лоши дипломатски односи уште од ирачко-иранската војна во 1980-тите години, кога Иран и Ирак беа во војна, а Пакистан го поддржуваше тогашниот режим на Садам Хусейн. Практично беше против исламската револуција од 1979 во Техеран, кога на власт дојде Ајатолахот Хомеини. Така да, овој конфликт измеѓу Пакистан и Иран, значи, тлее од поодамна, но е продолжување на иранско-израелската војна. Буквално сакам така да кажам, бидејќи Иран како потомци на Персија древна и Израел имаат уште библиски конфликт. Уште 5000 години пред Исус, ми се чини, според историјата, кога тогашното Персиско царство ги протерало евреите од тие некои области и како што у тоа време било, не се нарекувало геноцид, но денешните израелци го доживуваат Иран како голем непријател, особено по Исламската република во 1979 година, кога Хомеини и тогашните клерици шиитски заземаа жесток антиизраелски став, односно не го признаваат постоењето на израелската држава. И сега да скратам само, војната во Газа на големо трае. Иран ги поддржува Хамас, ги поддржува Хезболах во Либан и ги поддржува Хутите, сите овие држави кои се непријатели и на Западот, но пред се на Израел. Така да овој конфликт кој го гледаме сега е само продолжување на војната меѓу Израел и Иран. Зошто го велам ова? Го велам бидејќи тие изминатите години војуваат на неколку фронтови, не во директна, во индиректна смисла, и тоа Иран и Израел војуваат во Сирија, војуваат во Ирак, војуваат на море и војуваат во Либан. Во Либан преку Хезболах и сега да не ги нарекувам понатаму, оттаму и иранските напади од пред 2 дена како резултат на одмаздите на она експлозија која се случи пред недела дена кога загинаа 22 иранци во Техеран за време на една прослава, зашто Иран ги обвини овие групи што ги стрела, а тие групи па се тесно поврзани, како што вели Техеран, со израелските разузнавачки служби со цел да го попречат Иран, Иран па да не ги поддржува Хутите, Хезболах да не го поддржува и да не го поддржува Хамас, бидејќи Иран се смета како главен поддржувач на сите овие милитантни групи кои го напаѓаат Израел, но и кои прават голема криза околу влезот на Црвеното море и кон Суетскиот канал, каде што ќе бидеме и јас и ти сведоци дека доколку Хутите продолжат ова да го прават, ќе се поскапат сите производи во светот, бидејќи наместо да кратат од океан, да влезат во Црвеното море и во Суетскиот канал, ќе мора да кружат околу рогот на Африка и да одат од другата страна, што значи дека ќе ги зголеми цените на се, а најмногу на нафтата. И сега Европа тука има проблем, ако се зголема тие цени на нафта, а во Украина трае и натаму војната, каде што исто не може да се зима нафта и газ од Русија. Иран им е непријател, Иран е земја со богата со земен газ. Се поставува прашањето која ќе биде улогата на Европа у целата таа приказна, бидејќи имаме сериозен проблем со снабдување, ќе се зголеми цената. Тука ја гледам и одлуката на Бундестагот на германската
на германскиот парламент што одбива да се испорачуваат дополнителни проектили за украинската армија. Тие имаше таа вест пред малку, ја слушнав. И сето тоа кога ќе го поврзаме, можеме само да заклучиме дека светот сериозно влегува во една тензична атмосфера која може да прерасне првим во регионален конфликт околу Иран, Пакистан, Израел и овие држави што ги нареков, но и ќе се прелее може да се пролее кон Европа. Израелско-иранскиот конфликт веќе се прелива кон Пакистан, што е доста опасно, бидејќи Пакистан е држава од 250 милиони жители, држава која е нуклеарна сила. И сега, кога Пакистан веќе влегува во Иран, ми западна една вест каде што иранскиот премиер, ми се чини пред 2 дена, најави посета на Индија. Индија и Пакистан се најголемите ривали, луѓето што следат знаат, оттаму од каде иранската заложба да се сретне токму сега со индискиот премиер, значи дали е можна тука сега некоја коалиција, бидејќи Пакистан и Иран се традиционални непријатели, Индија и Пакистан се традиционални непријатели, мојот непријател и твојот непријател не прави јас и ти да бидеме пријатели. И сега на крајот ќе ја сврзам до крај работата, ако се земе во предвид па дека Индија и Кина се ривали, а Кина го поддржува Пакистан, така да сполека, но сигурно зборуваме за држави кои се нуклеарни сили, зборуваме за држави кои 80 милиона е мал Иран, 250 милиони е Пакистан, Индија има милиарда жители, Кина има милиарда жители, зборуваме од 8 милиарди за популација од пола која во моментов е во војна. Што треба да се направи за да не се случи најлошото? Па што треба да се направи она што јас го нарекувам флоскула, тоа да се заложиме сите за мир во светот, но се шегувам очигледно големите сили и мојата теза е тоа, јас тоа ќе го запрам, премногу се зголеми воено-индустрискиот комплекс во светот, каде што се прават многу пари на тој воено-индустриски комплекс во светот, од Соединетите Американски држави преку европските држави до Кина, до Индија, сите произведуваат оружје. Кога има многу оружје и се произведува, тоа треба некаде да се потроши и за жал ова што го кажувам, очигледно да тоа личи, бидејќи јас не ги гледам повторно улогата на Обединетите нации, ги нема нигде, тоа би требало они да го направат. Само кој ќе испадне некој конфликт, во редна седница на Совет за безбедност се бара, гласањето е 3:2, Кина и Русија од една страна против Франција, Британија и Германија, кои се полноправни земји членки, зборувам, и секогаш овие ги надгласуваат овие, а овие па имаат право на вето, стават на вето, се на се, форма без суштина, ми се чини дека треба да се реорганизира целата таа приказна, не сум ја тој што треба да зборувам, но као жител на оваа планета сум свесен дека доколку продолжат вака никој на никого да нема влијание, туку секој да прави што сака може да дојде до целосен колапс. Тоа го видовме во Украина и го гледаме секојдневно. 700 ден од војната во Украина, Авер нема да запре војната. Израел и Хамас војната не само што нема да запре, туку почнува да се шири, еве се прелева на Пакистан. Последна информација дури дека Стейт Департментот се обиде да му постави одредени договори на Хезболах во Либан. Сега се враќам на Либан, го спомнав дека е дел од војната меѓу Иран и Израел. Либан, каде што од Хезболах се бара да направи одредени отстапки, да се тргне од заедничката граница, чекај да го видиме каде е Либан долу, ете го, на границата да ги повлече своите борци, односно своите, би рекол, во Либан на власт е Хезбола, како што и во Јемен на власт се хутите, така да тоа не се парамилитантни организации, туку се очигледно регуларна армија. Ти имаат распореден огромен број на војници на либанско-израелската граница. Стејт департментот побара одредени отстапки од да се намалат тензиите, Хезбола да се повлече од границите, тие тоа го одбија. Зошто го одбија? Веројатно има нешто што им дава ветер во грб да и натаму прават притисок во Израел, па оттаму и синокешната изјава на главниот командант на генералштабот на израелската армија, дека во наредниот период се поизвестно е дека Израел ќе влезе во војна со Либан. И сега да скратам. Израел има војна со Хезболах, Израел има војна со Хамас, поддржувач Иран. Израел и против израелските интереси во Јемен и западните интереси се борат хутите, поддршка имаат од Иран. Од друга страна, сега Пакистан се активира, тамошните сунитски милитантни групи да го се обидуваат да го попречуваат Иран во своите намери, да ги поддржува овие и доаѓа до еден
како што реков пред малку, се повеќе и повеќе длабоко се тоне во конфликт, особено што траат и кога нема овакви конфликти на копно, на море, нонстоп има, бидејќи нонстоп имавме и минатото информации кои не ги ни објавувавме, напад над брод ваков, напад над брод таков. Тоа е се оркестрирано или од Техеран, или од Израел, или од Бејрут, или од овие држави кои се обидуваат да те попречат трговски, да имаш помалку добивка финансиска и така да бидеш ослабен, па да можеш да ги финансираш оние групи кои се борат во твојот интерес. Јас само си замислив како име на луѓето кои што живеат во овој дел од светот, навистина тажно. За жал никој не размислува за тоа. За жал големите сили гледаат да се ги спроведат своите сценарија, какви и да се не знаеме, може се знаат однапред, може не се знаат однапред. Тоа е веќе предпоставки, може све запишано однапред и ова све очекувано, може адхок се носат одлуките. Може завчера се договориле Исламабад да му возврати на Техеран или Техеран па ги бомбардираше Ирак, Сирија и Пакистан, бидејќи прошлата недела тие групи кои ги гаѓа наводно се одговорни за оној масакр во Техеран каде што постојано имаме возвраќање дури на денешниот напад. Но јас да прецизирам, оваа цела приказна што ја зборуваме се фронтовите на директната војна помеѓу Иран и Израел, кои немаат дипломатски односи меѓу себе. Иран и Израел не се признаваат, за Иран Израел не постои, а Израел е нуклеарна сила, Иран е најверојатно нуклеарна сила, ако не кај да ќе биде, бидејќи се обидува да добие нуклеарно оружје. Пакистан е докажана нуклеарна сила и сега што имаме, ние имаме конфликт меѓу нуклеарни сили кои во даден момент некој доколку биде помалку концентриран, а многу изнервиран, може да стисне копче и тоа ако се случи таму, не е далеку од тука, а и таму ако се случи, тоа ќе предизвика и Русија да направи нешто, и Кина да направи нешто, се извинам, и Индија да направи нешто, и таа оди во тотална катастрофа. Повторно велам, од Сабајле не гледам Обединети нации, не гледам Европска унија, не гледам State Department, не гледам Foreign Office, некој да каже чекајте полека луѓе, дајте стопирајте, дај да седнеме да видиме кај. Но и не само да каже, туку нешто и да каже. Изминативе 30 години ги следам овие работи. Секогаш бар некој кажал, имало иницијативи, имало донаторски конференции, како свесно да сакаат да направат еден поголем конфликт и сега го спомнав она со воено-индустрискиот комплекс на овие држави, како да сакаат тоа оружје што е сега многу произведено да го потрошат. А тоа се троши само во војна. Благодарам, Андоновик, толку ни беше времето, имав уште многу прашања, но секако тука си секој утро заедно со нас веднаш повистите. Благодарам за твојата денешна анализа. Почитувани, продолжуваме ние понатаму со нашите содржини. За оние кои што подоцна се вклучуваат, потсетувам, нашите прави гости се домакините на подкастот Политикантик. Имате можност и прилика да ги гледате во живо Саша Ордановски и Боријан Јовановски. Со нив ќе разговара колегата Љубиша Николовски. Уживајте.